Добар ден со ново видео интервју на Република телевизија. Со мене во студиото е директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Република. Добар ден, добре ве најдов во ова прекрасно студио. Доаѓате тука со една нова и убава вест, а тоа е договорот за над 4 милиони евра грант европски пари, шведски пари за подновување и сите нови проекти што се однесуваат до катастарот на недвижности. За што точно се работи? Да, токму така, пред 2 дена, значи на 3 јуни оваа година, во Тирана, во Албанија, го подпишавме договорот за нов проект финансиран од Шведската агенција за меѓународна соработка, или скратено кажано СИДА, со кој што ќе се овозможи финансирање на новите проекти на катастарот, како и глобално финансирање на катастрите во регионот. Грантот е во висина од 4,2 милиони евра, пред се однесува за националната инфраструктура на просторни податоци, која што неодамна во месец февруари беше донесен закон во Република Македонија, сега е неговата имплементација. Исто така средствата ќе бидат од страна на Агенцијата за катастар на недвижности искористени и за новите проекти кои што се предвидени, стратешки проекти на катастарот, но и нови стратешки проекти на владата на Република Македонија, пред се регистарот на цени, многу битен, како за стопанството, така за банките, така и за преостанатите субјекти во приватниот сектор. Исто така воспоставувањето на адресниот регистар во Република Македонија, се уште немаме воспоставен адресен регистар на улици, на куќни броеви, така да исто така овие средства ќе бидат искористени за таа намена, како и за други намени кои што се од приоритет на катастарот. Така, ова не е прва соработка со Шведската агенција за меѓународен развој, така не позната како СИДА. Овој проект е регионален проект. Како тече соработката со нив? Уште во 2006 година Агенцијата за катастар на недвижности склучи договор, директен договор со Меѓународната агенција за развој на шведската влада, значи средствата се обезбедени од шведските даночни врзници. Користам во прилика денеска и нивен празник, да им го честитам националниот празник и да се заблагодарам за оваа донација која што е дадена како за Македонија, така и за другите земји од регионот. Значи во 2006 година беше склучен договор кој што еднашка беше продолжен негде до 2012 година. Македонскиот катастар ги користеше средствата од шведскиот катастар и овој развој што денеска го имаме, значи електронскиот катастар, дигитализацијата на целокупното работење на катастарот пред се должи на нивната како стручна, така и техничка помош која што не беше дадена во тој период. Морам да кажам, во 2012 година генерално политиката на шведската влада во однос на помошта што ја дава во регионот се промени, понатаму не финансира индивидуално катастри или држави со вакви помошти, посебно не во однос на нашиот, на македонскиот катастар, кој што во тој момент во 2012 година оценија дека е на многу повисоко ниво во однос на регионот. Секако мојата лична заложба на владата на Република Македонија секогаш е да не остануваме на тоа дека еднаш кога ќе ни се каже не, дека треба да се откажеме. Напротив, со сестрана помош од владата на Република Македонија, секако со помош на амбасадата на Република Шведска тука и со луѓето од ландметријата, од шведскиот катастар, во соработка со регионалните директори, значи направивме еден добар издржан проект, го аплициравме заедно до шведската влада, до Шведската агенција за меѓународна соработка. Конечно тоа беше одобрено пред неколку дена за сега на 3 јуни да го подпишеме договорот, да ги обезбедиме средствата. Проектот започнате веќе веднаш со денот на подпишување, ќе трае следните 4 години, обезбедени се 4,2 милиони евра. Средствата не се дедицирани за секоја држава поединечно колку ќе земе од тие средства, туку напротив, секоја држава треба да се аплицира со проекти, така да доколку имаш проект, има можност да се обезбедат и поголем дел од средствата. Како тече соработката, ги спомнавте колегите од регионот? Да, ние катастрите од регионот од пранешна Југославија, вклучително тука Косово и Албанија, имаме прекрасна соработка, морам да кажам. Веќе 7 година поред одржуваме регионални катастарски средби на сите агенции од регионот, секоја година е во различна држава, оваа година беше во Тирана, во Албанија, каде што го презентираме напредокот на катастрите и тоа е еден вид и едно видување да видиме каде сме во однос на другите држави. Нескромно е, меѓутоа морам да кажам дека македонскиот катастар, благодарејќи на сите овие реформи кои што ги направи изминатите години, е далеку понапред од сите преостанати катастри од регионот. Со проектите кои што ќе се финансираат и оној инфраструктурен катастар и
подземниот катастар на Република Македонија, како и национална инфраструктура на просторни податоци. Да. Тоа пак е поврзано со една друга состојба, односно превенција на природни несреќи и катастрофи, како што беа, например, поплавите во соседна Србија, па Босна, нели, и Хрватска. Како е сето тоа врзано? Да, токму така. Европската унија, ценејќи дека од битно значење сите геопросторни податоци во рамките на една држава, потоа поврзани заедно со Европската унија, да бидат на едно место, на еден геопортал, уште во 2007 година има донесени регулативи со кои што предвидува дека заклучно со 2013 година секоја држава членка на Европската унија треба да воспостави национална инфраструктура на просторни податоци. Имајќи предвид дека се работи за нова работа, со измените на оваа регулатива од 2012 година, рокот се продолжи до 2019 година. Во однос на оваа работа, која што и главно носечка работа за финансирање со овој проект, ние сме рамо до рамо со европските држави. Значи, во втори месец оваа година веќе го донесовме законот, во фаза е формирање на Советот за национална инфраструктура на просторни податоци и најголемата работа, која што овие средства ќе помогнат, е да се isfinansираат податоците. Што фактички значи национална инфраструктура на просторни податоци? Според нашиот закон и според европската регулатива, конкретно во Македонија, 16 државни институции своите податоци ќе ги стават во еден владин геопортал. Едноставно кажано, значи катастарот ќе ги стави катастарските парцели, собственоста на тие катастарски парцели, ќе стави топографските карти, конфигурацијата на теренот. Земјоделие ќе ги стави земјоделските површини, обработливи, необработливи, шуми, вегетација, реките, езерата, водостопанството е во надлежност на земјоделие. Министерството за животна средина ќе ги стави податоците во однос на заштитените подршја, во однос на загадувачите, загадувањата. Исто така, Министерството за економија ќе ги стави рудните богатства, рудниците. Едно чудо сплет на информации, статистика, населението. Значи, на едно место, во еден владин, национален геопортал, ќе бидат обединети мноштво поплави, мноштво податоци. Спомнавте поплавите во Србија. Доколку го имавме овој систем, значи, целта е најнапред државите да ги направат овие системи по строго пропишани стандарди од Европската унија и понатаму овие системи да се поврзат во глобалниот систем на Европската унија. Доколку постоеше овој систем, значи во Србија, во Хрватска, во Босна, најнапред, имајќи ги предвид сите овие типови на податоци, кога ќе се споредат, кога ќе се спојат на едно место, луѓето, односно стручњаците, веднаш ќе знаат, например, каде се тесни грла на водите. Значи, навремено да се превенира со брани со цел да не дојде до поплавување. И тоа се случува некогаш и такви големи води да не може да се изградат или не знам колкави брани. Меѓутоа во такви случаи, по овој систем ти дава информација дека во случај ако се прелие браната или што и да се случи во тој дел, колкаво подрачје евентуално би можело да биде загрозено. Колку жители живеат на тоа подрачје? Дали има на тоа подрачје некои капацитети, хемиски индустрии, електроиндустрии што може да бидат загрозени, што може да се расшири целата работа? Колку има население за да биде евакуирано? Кои се најблиските болници, кои се најблиските други работи? Така да ова е еден голем систем кој што возможува јавен дел за граѓаните, кој што ќе биде од информативен катастар, меѓутоа има и таен дел кој што е од надлежност на државата со цел да носи правилни одлуки. Во оваа насока ние веќе одбравме компанија со која што ќе го правиме македонскиот геопортал и во фаза на изработка на тој геопортал. Целокупната работа е веќе започната и институциите во Република Македонија, 16 институции, имаат рок од 3 години да ги креираат потоците заедно со стручните лица од шведскиот катастар. Со оваа помош ќе возможиме и Македонија да се приклучи кон овој глобален систем. Го спомнавме подземниот катастар, ги спомнавме и поплавите, па неодамна еден дошол во Скопје откри дека во делот од водните канали беа поставени кабли кои што веќе не се користат, жици и останати материјали од телекомуникацијскиот систем, кои што беа истегнати и со помош на тешка механизација со багери. Па што значи формирање на подземен катастар и дали воопшто ќе се спречат такви појави или да се тргнат од тие места? Да, апсолутно ќе се спречат. Значи владата на Република Македонија во програмата 2011-2014
2015 година предвиде воспоставување на подземен катастар во Република Македонија. Јас како директор именувам сум во мај 2012 година, веднаш формирав работна група со цел да ја скинираме ситуацијата во Република Македонија и да ги преземе неопходно потребните чекори со цел да го направиме подземниот катастар во Република Македонија. Значи во овие 2 години работната група направи обиколка до сите институции, се ангажираше, беше и на обуки, затоа што морам да кажем за оваа работа ние немавме во тој момент стручни луѓе кои што може да ја вршат. Имавме обуки во холандскиот катастар, во литванскиот катастар, исто така и во словенскиот катастар. Исто така ангажиравме и странски експерти кои што ја направија студијата, ни помогна во креирањето на законот и се донесе законот за воспоставувањето на подземен катастар во Република Македонија. Нормално, хартијата е само хартија, мора да се работи на терен. Ние како агенција направивме една голема надградба на електронскиот катастар, каде што на 24 минатиот, веќе пред минатиот април, го извршивме првиот упис на подземна инсталација, тоа е кабловска канализација на Македонски Телеком. Овие ситуации што денеска се во Скопје, меѓутоа верувајте во сите градови на Република Македонија, ќе станат минато во оној момент кога сите надлежни институции кои што се иматели на овие инфраструктури согласно законот ќе се ја завршат својата работа. Зашто впрочем зборувам? Законот за катастар недвижности предвидува во рок од 5 години, тоа е заклучно со 2018 година, секој имателна инфраструктура да си ја премери, значи премерот ќе биде и должински, меѓутоа и длабочински, да се види на која длабочина и да ја донесе во катастарот и да ја запише. Казните за тоа се многу строги. Значи Телеком за своите водови, ЕВН за своите водови, водоводните предпријатија за своите, значи секој во рамките приватните телекомуникацијски агенции исто. И исто така, секој има рок од 5 години тоа да го направат. Они имаа рок од 1 година да ги пријават до катастарот своите инсталации, онака немерени, со како што го располагаат, тие тоа веќе го направи, ги достави, ние ги обработуваме и многу брзо на нашата веб страна ќе ги објавиме нивните податоци. Но ние како катастар се стремиме на точни податоци, така да веднаш после премерот од нивна страна и донесувањето на катастарот ќе бидат запишани. Кога ќе се направи овој катастар, односно после истекот на 5 години, точно ќе знаеме буквално на секој квадрат земја каква инсталација поминува. Тоа е од голем интерес како за компаниите, значи првата е заштитата од кинење на кабли, втората работа е за нив и тоа може да биде инвестиција. Ќе добијат имото лист за таа инфраструктура, па може да земат кредит, да ја вложат, да ја заложат, а исто така ако им е многу голема може да ја рентаат, значи да ја дадат под закон. Во секој случај започната е фазата на воспоставување ред на подземната и надземната инфраструктура. Да се навратиме на што е надземната структура, односно за она што граѓаните неколку години нели е во центарот на вниманието, а тоа е легализацијата на објектите. Катастарот презема обврска, нели, проект кој што овозможува премер на објектите за легализација за социјално загрозените семејства. Да. Значи, Агенцијата за катастар на недвижности активно учествува од самиот почеток на овој проект за легализација на дивите градби. Знаете, тоа е во надлежност на општините, општините се тие кои што ги легализираат објектите, но катастарот е тука за да се обезбедат најнапред податоци од катастарот, имотниот лист, копијата од катастарскиот план, кои што геодетските фирми должни се да ги обезбедат од катастарот, понатаму да излезат на лице место, да извршат премер, општината да го легализира тој објект, да донесе решение за легализација и катастарот да го запише. Имајќи во предвид дека имаме категорија на социјална категорија на граѓани кои што не можат да си го дозволат она популарна цена што беше од 1 евро за метар квадратен да платат и за геодетскиот елаборат, катастарот во соработка со геодетската комора најнапред ги намали цените за 50%, значи веќе не беше 1 евро, туку отприлика околу 30 на денари по метар квадратен. Меѓутоа, анализите покажаа дека и оваа цена е превисока за социјалните категории на граѓани. Затоа, со новата програма на владата на Република Македонија, катастарот презема обврска, тоа веќе го прави со измени и дополнување на законот, кој што во текот на денешниот ден веќе ќе биде доставени до владата на Република Македонија, каде што се предвидува да катастарот ја преземе таа обврска, значи за оваа категорија на социјално загрозени семејства, приматели на социјална помош и лица со ниски примања до 14.000 денари, да катастарот изврши премер на нивните објекти, да го направи елаборатот, понатака општините ќе го легализираат и истиот бесплатно ќе биде запишан во катастарот.
Ја почнавме темата, па до каде е тој процес на легализација? Колку мина поднесуваат документи, колку мина се запишани, колку мина чекаат, имате ли увид во до каде? Значи, генерално катастарот располага со податоци со кои што се јавно објавени и оние службени, официјални податоци со кои што се запишени во објекти. Значи, општо е познато дека рокот за легализација на објекти започна таму негде во март 2011 и траеше до на пријавувањето на објектите и траеше до септември 2011 година и во тој период, во тие 6 месеци, се пријавија повеќе од 350-360 илјади барања за легализација на објекти. До овој момент во катастарот има запишано 93.000 објекти, значи 93.000 објекти ја поминале процедурата пред општините донесле решение за легализација на тие објекти, донесени се во катастарот и тие објекти веќе имаат добиен имотелис и тие сега имаат статус на легални објекти, легализирани, секако за тие објекти има и прибелешка дека се легализирани согласно законот, меѓутоа истите веќе можат слободно да се продаваат, да се купуваат во правниот промет, значи едноставно ги уживаат сите погодности како и легалните објекти. Така, легализирани беа и помали и поголеми објекти, и, нели, големи центри, меѓу нив во Струмица, например, беше легализирана и објектот на Глобал. Оттаму, од општината Струмица, ве спомнаа како катастар дека не сте сакале да го легализирате објектот, па морале самите тоа да го сторат како општина. Имате ли реакција на ова? Па за жал општината Струмица е многу добро запознаена со овој случај, бидејќи таа се јави како странка најнапред за упис на Глобал во катастрот. Морам со жалење да констатирам дека не е во ред стручни организации како што се службите на општината од урбанизам да се занимаваат со политика. Добро е да се држат до предметите, до фактите, до аргументите. А тие кажуваат нешто друго. Тие кажуваат дека за Глобал е издадено одобрение за реконструкција на, можеби се сеќавате, на тоа старото пазариште што беше во Струмица, не за изградба на целотен објект од не знам колку спрата. Тоа е едната работа. Втората работа, самото тоа одобрение од вршење при надзор на надлежните органи беше поништено. Општина Струмица и покрај сите тие работи настојуваше во катастарот со поднесување на барање да се врши легален упис на тој објект. Меѓутоа во целата таа процедура, значи во првостепена, второстепена, управен, врховен, конечно потврдата за одбивање на упис од страна на катастарот за легален упис на Глобал стана правосилна и општина Струмица немаше друг избор отколку да пристапи кон легализација на најголемата, пошто прашавте околу големината, да, Глобал е дефинитивно најголемата дивоградба во Република Македонија, која што сега морам да кажам е легализирана, значи со решение на градоначалникот на Струмица е легализирана, донесено е тоа решение во катастарот, овој пат согласно законот за легализација на дивите објекти, потполно ги исполнува условите и Глобал е запишан во катастарот и сега има имотели за објект кој што е легализиран. На крајот на овој интервју само би ве прашал околу од овие, нели, цела една корпа на проекти, што се приоритети за оваа година, еве до крајот на оваа година, можеме ли нешто да истакнеме дека ќе биде? Да, значи Агенцијата за катастар и недвижности работи согласно стратешкиот план на агенцијата и на владата Република Македонија. Ние во полнек сме на дигитализација на катастарските планови. Тоа е проект финансиран преку Светската банка. Очекуваме до крајот на оваа година да завршиме оваа целокупна дигитализација на катастарските планови. Република Македонија е единствена држава во светот каде што аналогните атрибутните податоци, значи правото и геодезијата се споени на едно место во еден имотен лист, значи на едно место во една централизирана база имаме имотните листови и катастарските планови. Ова е проект кој што веќе влезе во doing business како нормални прашања за сите држави во светот, дека така треба да функционира еден катастар и тоа е стварно убаво за поздравување. Тоа е проект кој што е тековен, голем, не одзема многу ресурси, меѓутоа со полна пареја го работиме. Следен проект е регистарот на цени, значи масовната проценка, како една нова работа која што ќе овозможи точно да знаеме секоја недвижност колкава е низината цена, колкава е низината на вредност. Тоа е една нова работа која што оваа година агенцијата започнува преку регистарот на цени, напомнав, ќе биде финансиран со помош од проектот. Исто така една голема новина која што работиме со Министерството за транспорт и врски е воспоставувањето на регистарот на градежно земјиште. За него во моментот правиме студија, во втората половина на годината ќе започнеме реализацијата. Значи во секој момент инвеститор од било каде на место на светот ќе може да види каде има градежно земјиште,
дали е слободно, што е предвидено да се гради, во чива собственост е, која е најблиска инфраструктура, значи каде поминува автопат, каде е аеродромот, на која оддалеченост, каде има вода, каде има струја. Значи, многу информации со цел да стимулираме и понатаму градбата во Република Македонија. Го спомнав тука и адресниот регистер, и на тоа Агенцијата за катастар и недвижности ќе се посети со цел да се воспостави, бидејќи адресниот регистер ќе ги утврди сите точни адреси на улиците и на куќните броеви на сите недвижности во Република Македонија. Ќе ни служи нас пред секој катастар, но и на сите, и на македонската пошта, и на полиција, и на пожарникари, и на здравство. Кога имаме точни адреси, знаеме каде се многу е полесно да се снаоѓаме. Има и многу други проекти за кои што се надевам ќе имаме други проекти. Очигледно малку е едно интервју за да се опфати све сите проекти што ги зафаќа Агенцијата за катастар на недвижности. Господин Трпевски, ви благодарам за ова кусо, но информативно и интервју. Ќе ве поканам за кратко време повторно да бидете гости со нова елаборација на новите проекти. Благодарам за поканата, стоиме на располагање за во